Почитувани представници на медиуми, еве денеска општинскиот штаб и јас као кандидат промовисна од редовите на Сојуз за едината и од Социјалдемократскиот сојуз пред се, денеска се обраќам на граѓаните на Куманово во однос со изнатиот рок за пријавување на листи, како што е познато на широката јавност. Сојуз за едината во Република Македонија не поднесе листи за кандидати за градчански советнички листи во цела Македонија. Тоа го стори Винио Кубаново, општинскиот штаб, начело со шефот на штабот, шефовите на секторите и јас како кандидат на пресове листи, почитувајќи ја одлуката на целото партиско раководство и неколицките партнери во Сојуз за едината. Причините на кратко сакам да ги објаснам. Знаете, сами сме свесни што се случува во изминатите години во Република Македонија, а особено кулминира состојба со 24 декември, кога насилно пратениците и вие представници на медиуми беа изфрлени од законодавниот дом, со што се суспендира сите демократски процеси во Република Македонија, се прекрши уставот, деловникот, собраниските закони и беше донесен буџетот како што ви е познато. Од тогаш Сојуз за едината е ван парламент, формира отпор, на тој начин го поттикнаме народот да реагираме во насока да се справиме со на демократски, едноставно единствен може начин во овој моментот со најголемото зло што е во овој момент во Република Македонија промена, би рекол, на политичкиот систем, значи одење кон едноумие. Во однос на тоа и бојкотот и колку да не е популарен, особено за Куманово, каде Куманово со години имаше успешна работа, имаше голема подршка од граѓанството, ние се одлучивме за овако еден акт да не пријавуваме листи, од аспект што на овој начин сакаме да докажеме дека нашите лични интересите пред се на мене како кандидат, на луѓето што работат во локалната администрација, директорите на јавните установи, јавните предпријатија, се над интересите, се под интересите за државата. Значи пред се во овој момент е борбата за демократизација, борбата за враќање на системот на плуралното општество и она што треба да се случи во наредниот период. Од ова место сакам да кажам дека штабот и понатаму ќе работи, ние ќе сме во една мобилна состојба, постојано ќе сме со граѓаните, ќе организираме многу разни други видови на протести и отпор, се со цел да луѓето кои се одговорни во овој момент, тоа е владата и партијата на централно ниво, најдат сили, начин за диалог, за одминување на кризата. Тврдо сум убеден дека оваа криза може да се разреши само со политички диалог, со поставување на проблемите на маса, со утврдување на постапки кои во наредниот период треба да се следат и на крај да заврши со воредни парламентарни избори, бидејќи само народот е тој кој треба да одлучи дали сака да живее во оваа држава и на оваков начин, или ќе продолжи, или ќе правиме некоја промена. Бидејќи ако продолжиме со оваков начин на действување политичко во државата, мислим дека едината не ни е светла. Затоа од ова место ги охрабрувам моите граѓани и оние наши фанови, симпатизери, пред се членови да не следат и во наредниот период оваа тешка борба да ја изводиме до крај. Цврсто сум убеден дека ќе имаме добра завршица и на крај ќе победи народот и демократијата. Да сте живи и здрави, се видуваме во наредниот период со нови информации кои ќе ви доставиме до вас. Дали имате прашања?